плодноста на неговиот збор. Сите вие знаете во вашите срца и души дека ниту еден збор не пропадна од сите добри работи што ги вети Господ, вашиот Бог, за вас. Стих 14. Секој од нас сме познавале и сме сакале многу луѓе во текот на нашиот живот. Некои од нас се благословени, со сопружници и деца, и можност дома, во црква и на работа, да имаме доверба и да ни се верува. Но, се обложувам дека не можете да замислите ниту една врска во која немало разочарување, лутина, загуба, кад има потреба од некакво простување и некои неисполнети ветувања. На крајот на краиштата, ние сме само луѓе. Бог е различен затоа што Бог е категорично доверлив. Во денешниот цитат, додека Исус невин се ближи до крајот на неговиот живот, тој ги упатува луѓето назад, наместо напред, предизвикувајќи ги да го проверат записот за Божјата верност во однос на неговите ветувања. Во свет на толку многу промени, треба да се осврнеме и на Божјата верност, да ги провериме нашите срца, души и сеќавања. Единствената причина зашто можеме да се справиме со се што иднината ќе донесе, е затоа што ниту еден збор не пропадна од сите добри работи што ги вети Господ, вашиот Бог. Неговите зборови да станат плодоносни е Божја територија, исто како што било вистина под раководство на Исус Навин. Така е и за нас. Бог бдее над неговите зборови како да се ценет од лозие, ги негува земјата и ластарите, ги полни лозите и дава плодови. Не запира додека не се наполни жетвата и не се исполни неговиот збор, без разлика дали е потребно момент или милениум. Ейми Клеменс. Додека се молите, погледнете наназад на Божјата верност како начин да му верувате за својата иднина.